Здравствениот систем се подготвува за вакцината против COVID-19. Северна Македонија обезбедила 833.000 вакцини по 2 дози за 400.000 граѓани. Тие се набавени преку COVAX системот. Дополнително стапане во контакт со Pfizer и AstraZeneca, компаниите чии вакцини се најблиску до одобрение за употреба, за од нив директно да се набават дополнителните дози. Постои и опција за добивање на вакцини преку одделни земји членки на Унијата. Се утврдуваат и протоколите за транспорт и чување на вакцините, зашто дел од нив бараат екстремно ниски температури. Такви наменски фрижидери ќе донира известна американска фондација. Вакцинирањето ќе се врши во рамките на постоечкиот систем, болниците и вакциналните пунктови. Како приоритет ќе се вакцинираат сите здравствени работници кои работат во ковид центрите или се директно изложени или работат со заболени или суспектни. Понатаму делот на здравствени работници кои што работат со земањето на брисеви. Понатаму граѓаните на 65 години и пациентите со хронични болести. Епидемијата е се уште многу силна, има навистина многу голем број на заразени. Пред нас престои еден период традиционално на семејни собери и слави. Апелирам и замолувам сите да се воздржиме од такви прослави и собери. Според Филипче, целта е да се вакцинира 60 до 70% од населението, зашто се смета дека тоа е доволен процент за стекнување колективен имунитет. За вакцината со која треба да се стави крај на пандемијата се зборуваше и на специјалната сесија на Генералното собрание на Обединетите нации, на која се обрати и претседателот Пендаровски. Треба да продолжиме да работиме заедно во развивањето на издржливи, добро управувани и одговорни отчетни здравствени системи кои им служат на граѓаните. Се разбира, голем чекор во вистинска насока беше воспоставувањето на глобалната програма COVAX за набавка на вакцини, која треба да овозможи лесен и балансиран пристап до вакцините на сите луѓе во светот. Откако вакцините кои ги произведуваат неколку компании ќе добијат одобрување за употреба, ќе почнат да се дистрибуираат во секоја држава. Во земјава најверојатно може да се очекуваат на почетокот на идната година. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.